Жена без шминка да се појави не на рамниште како да се појавила гола. Состојбата на теренот е ова, нели, кога ќе се разбудите наутро, се работи за една зрела кожа, нели? И сите состојби кои што таа ги носи. Зрелата кожа се изискува нели посебна нега. Ама конкретно за оваа кожа се работи за уште неколку состојби кои што треба да се третираат и средат. Со текот на ова моје долгогодишно животно искуство морав да испробувам многу, нели, постојано нови продукти и тоа е, мораме да признаеме, еден макотобрен процес. На крајот сознанијата се дека мораме да инсистираме на продукти кои што се органски. Пред да почнам со целиот тој третман на лицето, мислам дека треба да се разбуди организмот однатре. И тоа го правам веќе подолги години со еден коктел кој што се состои од вински оцет, лимон и сода. И вода, нормално. И тоа е првата чаша без која што не можам наутро да го започнам денот. После половина час пијам зелен чај, а кафето веќе е по потреба, скоро и да е минимизирано, освен ако, нели, притисокот не ми е нешто поднормално, да речеме. Надворешната нега е суштинска во мојот живот, затоа што, нели, мојот живот е сведен на некаква јавна професија и постојано јавно изложување на фацата. И телото се разбира. Го започнувам денот со она што е за мене, да речеме, исто така откритие на Боби Браун, некаква маслена емулзија. Јас долго време бев скептична во однос на нешто што содржи масло и сега, нели, како тоа би се измивало. Го измивам лицето со, нели, се нанесува на лицето како обичен сапун и потоа се измива со вода и многу е интересно како многу лесно се измива фактички. Тоа веќе го направивме. Следниот чекор е тоникот кој што треба да ја разбуди кожата на некој начин. И тука е Боби Браун, еден од моите фаворити, фактички. Тоникот навечер треба да ја освежи кожата од се она што преку денот го трпела. А наутро, после измивањето, треба да разбуди буквално кожата. После тоа би следело нормално хидратна крема, да речеме. Меѓутоа, многу ретко имам обични денови, кога ми треба навистина добра состојба на кожата. Го потребувам овој пилинг кој што ми е навистина откритие на клиник. Тој пилинг кој што па не е толку класичен пилинг, нешто помеѓу пилинг и маска, се нанесува на, нели, се размачкува околу кожата и многу интересно што се прават неурчиња онака целото. За 2 минути потоа се измива и кожата е обновена. Следниот чекор исто така не мора секогаш, меѓутоа, ете, токму во такви некои денови е серумот на Кларинс. Навечер е пожелно да се, нели, да се нанесува, меѓутоа наутро, ако веќе, велам, имате некаква дополнителна потреба од посебна свежина на кожата. За очите знаеме дека имаме посебни креми. Тоа е ова како некакво посебно серумче на Боби Браун токму за брчки, за овие пуфнес кои што ги имам, кои што се сепак резултат на некои внатрешни состојби. Ама за брчките и за подочниците, нели, потемните кругови околу очите, морам да признам дека од секогаш имам јас тие темни кругови што се прашање на наследство, значи за жал. Господ ме дарил со некаква става, со можеби фигурација таква на лицето како што ја имам. Од друга страна, несовршенства не постојат, па ми одземал во она што се нарекува кожа. После ова, нели, доаѓа нормално на што е
секојдневна нега или хидрантна крема на Clarins исто. Тоа е дневната крема за зрела кожа, специализирана, која што има некаков ефект да водата или она што во кожата да врти на некој начин, да извлекува и повторно да хидрира кожата. Со природна нега толку не можеме да ги избегнеме брчките, а мислам дека и не требаме. Значи не е природно, а не е ни упатно да изгледаме како да имаме 20 години. На крајот на краиштата нашето искуство треба да се гледа на нашето лице, затоа што и ликот се видоизменува со цело искуство што го носиме во животот. Ова е тој антирид за очи, нели, од Боби Браун, кој што нормално, мислам, е неизбежен да се користи секојдневно. Значи, настрана од серумот, кој што серумот сам за себе не е доволен за кожа, нели, во позрели години, ама помага токму за нели, тие состојби. Мораме да додадеме и постојано го употребуваме антиридот или кремата за очи. Морам да потенцирам дека немам ништо правено до сега во однос на нешто што се некакви интензивни третмани на кожата. Тоа се што сум правела во животот се сведувало на ваква нега и на оние регуларни, нели, козметички третмани, ништо од она агресива. И морам да кажам дека сум многу скептична во однос се она што се прави агресивно, затоа што тука резултатите кои што ги добиваме ќе ти треба одредено време и одредени години да поминат па да ги видиме резултатите. Мислам го гледаме и Холивуд и она што го имаме таму. И да, можам да кажам дека сум малку помлада од Мадона, да речеме. Тука некаде со Лепа Брена, кои што имаат правени, нели, вештачки такви третмани и сите тие лифтинзи и сето тоа. И не мислам дека се многу, особено кога ќе ги видиме, таа препаративна козметика си го чини своето, мислам, за момент може да изгледате, нели, ќе ве растегне и ќе ве спастри, меѓутоа што потоа е прашањето. Она што исто ми е откритие и долго време го барав, некаде имав чуено, нели, дека и токму од една, ми се чини, дали беше глумец или не се сеќавам, дали некоја манекенка во години на 17 години го препорача овој продукт на Clarins, нешто што е како препаратива или нешто што се става како подлога на кожата за да ја осветли кожата пред се она што потоа доаѓа како препаратива, нели. А во меѓувреме дека се прави, нели, мислам дека треба да се подготат и усните. И тоа сега за сејава на Елизабета Арден да се омекнат. Предходно имам рутина да си ги поминам со четка за заби, нели, за да се отстрани тој мртов слој. Така се тие некои совети кои што ги добиваме. И во деновите кога сакаме исто така посебен третман или посебно да ги стретираме или да ги подготвиме, да го потовзиме целото лице и тој дел околу очите, тој е некој инстант пеп старт. И тоа би било се, ми се чини, за овој дел подготовка на кожата за она што потоа следува.